Демократската партија на социјалистите на Црна Гора го кандидира Мило Ѓукановиќ за председател на земјата на изборите што ќе се одржат на 15 идниот месец. Тој веднаш потоа изјави дека негова лична ориентација било да не се кандидира, но ја прифатил номинацијата заради развојот на Црна Гора. Мојата лична ориентација беше поинаква, но кога се занимавате со оваа работа со која се занимавам над четвртина век, тогаш имате партиски, лични и општествени обврски, изјави Ѓукановиќ, наведувајќи дека неговата партија оценила оти има потреба за ваков ангажман во наредните 5 години. Ѓукановиќ, кој 3 пати се повлекуваше од државните функции, додаде дека очекува победа уште во првиот круг. Нему ова ќе му биде втора трка за председател. Тој во 1997 година го победи Момир Булатовиќ по расколот во Демократската партија на социјалистите. 56 годишниот Ѓукановиќ долго време е централна фигура во црногорската политика. Како сојузник на тогашниот српски председател Слободан Милошевиќ, тој во 1991 година на 29 годишна возраст стана најмладиот премиер во Европа. Од тогаш ги менуваше функциите, меѓу кои и шеф на државата. Црна Гора стана 29-та членка на НАТО во јуни минатата година и покрај протестите на опозицијата и противењето на Русија. Официјална Подгорица соопшти дека со цел да се спречи нејзиниот влез во НАТО, српски и руски националисти за време на парламентарните избори во 2016 година подготвиле заговор за окупирање на парламентот и атентат врз Ѓукановиќ, кој тогаш беше премиер. Кремљ ги отфрли ваквите обвинувања. 14 лица се уапсени и се води истрага против нив.